Сашо Стаменов е електротехничар од Скопје која живее својата 51 пролет. Прелистувајќи низ страниците на неговиот живот, на она што е зад него, застануваме на декември 2015 година. Половина од тој месец го поминува во нашата болница, заради погрешно третирање на отворена рана во една здравствена институција. Кога ми се свои раната, одев во болница да ме третираат таму раната, ама не беше тоа доволно добро и не ми установија ни бактерии, ни чуда што ќе биде, остое фактички причината. Дојде до сепса, кај вас кога дојдов рекоа дека мора да се направи прво бриз и ти работи и веднаш реагираа луѓето, ми земаа бриз. Другиот ден се ми правија снимка компјутерска, се виде дека веќе се отидени двете коски. Бактеријата што се појави беше мултирезистентна на сите лекови и мораше да се третира со вакуум. Цел тим на медицински персонал е вклучен во лекувањето на Сашо. Надежта дека ќе се спаси стапалото, благодарение на нашиот стручен кадар, станува вистина. Дојде во нашата установа во така една понапредната состојба на оток и влажна гангрена на левото стопало со гангрена на четвртиот и петтиот прст. При првата контрола направивме моабет дека состојбата е доста напредната, дека може и стопалото нема да може да се спаси. Секако ние би пробале све што би во наша моќ да го спасиме тоа стопало. Му ги објаснивме кои се начините на третман, дека може ќе бара и подолга хоспитализација, може ќе бара и неколку интервенции. Иако на почетокот и во другите установи им беше понудено да се иде веднаш на повисока ампутација, што значеше да се и изгуби ногата, значи да стане инвалид. Тука успеавме, значи, со наш напор, со помош исто така и на озон терапијата, меѓутоа и со негова голема желба да го спасиме стопалото и да се врати во нормално функционирање. Примената на озон терапијата во случајот на Сашо е само уште една потврда за полезноста на овој третман кај овие пациенти. После неколку кратни сеанси настапи значително подобрување, микробиолошките наводи веќе беа негативни и се создадоа услови за затварање на раната. Денес пациентот е со здрава нога, со можност да се движи, да функционира и да работи нормално. Значи тоа е еден типичен пример како може да се прекрши тоа знак равенство гангрена ампутација. Со нова една метода што доктор Митев ја протежираше, тоа е со озонирање. И сите оние анаеробни бактерии што ги имав меѓувреме плюс оваа бактерија, со тој озон, со тој апарат за озонирање ги буквално ги уништија, па едно сигурно 7-8 дена ме третираат комплетно, додека не се доби наод дека немам веќе бактерија, дека е негативен тестот. И тогаш ми ја сошија раната и тогаш уште неколку дена посетов за да видам како е окей и ме пуштија ден пред Нова година. И како што вели Сашо, се додека има лекари како вашите, тогаш полесно се живее и со она кое што не може да се поправи, да се врати.